Шо има? Ја прв пат отварам TikTok откако го објавив ова 28 септември, уствари како Пер ми искочи нова песна, слушнете ми ја песна. Значи ова е последен пат кој имам отворено TikTok. Сега отварам TikTok и гледам дека на звуков има 429 видеа и уште 6 видеа кај Мартин Георгиевски кој што ете си ги става со негов звук. Еве многу уметнички му е покажано тука. Еве, јас сум ѓубре, нема да го искористам твојот звук. Го искористам мојот. Шала на страна, еден од најкреативните тиктокови што го имав на песнава, затоа го ставив и у спотот. Дечкото влезе у канта, пер. Не знам што да дискутирам поише за ова. Или како и секоја моја песна, и оваа исто така има mixed feelings и не можеш да знаеш за што тачно се работи. Дали јас тоа го поштем TikTok како социјална мрежа, дали ги хейтам тиктокерите. Имаше многу различни гледишта што сака авторот да каже. И сега многу ме интересира да видам тиктокериве како ја доживеале песнава, дали се тригернале, дали испоштовале. Ако некад ме викнат на Rap Genius, ќе го објаснам текстот. Пошто глупо е вака сам да се наметнувам. Еј, знаеш ли колку ми е meaningful текстот, Федор? Непријатно ми е. Така. Кристина ќе го избациш ова прскало, тука пошто ќе го скршам. Океј, овие ги имам и изгледано затоа што нели сега ми ги пратија унапред за да ги ставам у спотот. Али еве вие го садете да видите како изгледаат цели, идете на TikTok уствари изгледајте ги како изгледаат цели. Еве ти пример, многу популарен тиктокер кој што знаеш, не ги почитува тие TikTok танцови кои што се впрочем тренд. Па затоа ги почитува овие липсинкови. Не би се. Деца газа, джими се. Партали се, многу си ги поштам. Знаеш зашто толку многу ги поштувам тиктокерите и зашо сакав да ги уклучам у еден мој проект, затоа што знам кога ја нешто ново сум почнал да креирам у светов и мене која не ме разбирале и која не келе да ме поддржат затоа што биле како кој куре ова што го правиш, затоа сам да ги поддржам затоа што стварно прават нешто ново, можда јас не го разбирам потполно у целост, ама мило ми е што има нешто ново, затоа ќе имаат стално поштовање од мене. Еве Данче, shout out за Данче пошто она го смисли денсов за песнава. Знаев дека она ќе биде најбољи за ваков гиг, затоа што нели она е данчер. Јес стварно мислам најбољи у оваа категорија, така да поштовање педер за најакиот денс што можеше песна да го добие. Чекај, ова го немам гледано. Ова му е друго, ова не е тоа што го имам во спотот. Ха? Срцка ми е детево, значи го обожавам. Многу ми е златен, пер. Ова беше сосвим спонтано снимање кога бевме кај Цаки на базен. И искочија тиктоци. Као браво што успеа овие срања да котираат као тиктоци. Ја мислам дека уствари све може да котира као тикток. Да биде речено, ова може да биде тикток. Ќе го ставам на тикток и ова видео ќе биде тикток. Free video to TikTok converter. Имаше уште едно видеевце што можеше да биде тикток, само момент да го најдам. Пошто ова никој не го направи во тикток, јас ќе го покажам тука. Можеме на тикток да го објавам, не знам зашто да не. Што се дешава? Дај оро да ти ја взирете. Може да се игра оро, пер. Деца. Што имаме дале? Ивица. Ивица. Најс. Ми се свигаат вакви транзиции, пер. Као, знам колку се прости да се направат, ама ми се свигаат. Веце ти е најкомфортна зона за снимање тиктоци. Зависи колкаво ти е вецето. Зависи колкав си ти. Има многу фактори, али у принцип. Ова ми е дефинитивно најстайлиш тиктокот што го добив за спота. Живи се. Поштовање за Марис. You fucking lit, пер. Бабуш! Бабуш! Удар! Види га, бе си вајба, бе си знае професијата. Професијата на душа, моја да си вајба.
Еве ти одма контра, од трпе. Живи се. Ово исто така ми беше еден од најкреативните тиктоци. Кога наоѓа Душан на тикток, али реално би одбрала пица. И ја би одбрал пица. We got another lip sync, ваljda. Cool. Пуштаем кога правилно ми ги учат текстовите. Зошто lyrics aren't available за Dish? За Instagram Music. Па за ни една моја песна немам lyrics available. Пробај на другите, ја мислам дека немам. Пробај еве на TikTok, пробај, пошто на таа ги имам напишано лириките. Нема. Затоа што се доплаќа за synced lyrics. Окей. Премногу работи дознавте. Тоа еве не ми се плаќа за sync lyrics. Што ќе ми се sync lyrics да ти ја ептен се поврзам муабетов со дечкова што го повалив дека ми има научено. Сееш да има да платам sync lyrics, можда многу поише ќе ми ги учат песните. Така Мартина, нека бучи колата у позадина. Нека бучи, пушти, пушти. Не съм тука да си играм пинг-понг. Пинг-понг е на TikTok. Битно, хитно под хитно. Христијан Маджунков ми е еден од дечките што најболje ми го изиграат денсов. Значи, стварно е кул. Мене ми е стварно кул. Ја не знам кои се критериумите на TikTok за coolness. Но мене ова ми е кул. Озбилно. Браво. Што е ова? Чекай сега, кој на кого му прави дует? Никој на никој не му прави дует. Ај дојди да го видиш ова, јас не знам дали го разбрав правилно. Не знам што тачно се дешава, ама како го разбирам јас. Динев и некој дечко што се извинувам, не го знам кој е. Нема везе, добро, иде песната тера и типот има мокра фаца на крај. Дали сака да каже дека си има свршено само фаца или дека они му има свршено фаца или дали е нешто поврзано со свршување и со фаца. Можда е лето и е испотен? Види, уметност е. Затоа ја многу сакам уметност, пошто е уметност затоа што секој може да си го протолкува на свој начин. По мој начин. Одлично. Да? Така и лириксот на твојата песна TikTok, секој може да се ја протолкува. Тачно. И на никогаш Свој Северна Сао Македонија исто така. Така. Валјда вежбање ова, така. Ако деца вежбајте, Станете физички активни. станете фит. Добро. Не, Ви смета на вас? Не ви смета. Не, бе. Мене не ми смета, јас сум лав човек да ти. Има на некој им смета. Дефинитивно најбољи мим од песнава. Тони OG. Најбољи мимерски TikTok. Пази! Ако ме прашаш ја да одвојам кој жанр на тиктоци мене лично највише ми се свиѓа, се валјда мимови. Ама ова ја го немав успотот, ова му е преснимувано. Валјда, мислам. Да, Да? да. Кул. И Ерем е исто многу кул дечко. Благодуша! Си вајба Благодуша. Класика, тоа е Благодуша е вајб. Вајб човек, браво, ми се свиѓа. Порасна е Благодуша, ти ампер, виште го гледам као дете. Види го као муж станал, поише брада од мене има. Ово особено сам да го испоштувам. Змејот пее, не пее Коле, змејот пее. Fucking awesome, пее! Каков знак, такви ногти. Овен. Како е ова меѓу најпопуларните тиктоци на звуков? Да скипнам, не те гледам кој те е да ти имам. Типкава ми е позната, најверојатно од претходното видео кај што правам реакција на тиктоци на песна. На во карантин со тебе, I guess. Шубаво девојче. Глигорчо Official.
Типов ми личи дека е пејач. Глигорчо Педер, ако гледаш видео, ако се пронајде тука, те молам, пиши ми дали си пејач. Пошто ако не си пејач, треба да бидеш. Знам дека ти го немам слушнато гласот, ама потезите ти се многу пејачки. Значи ги го имаш она пеење од душа, ова од срце, ова. Извини, осети го. Дефинитивно, размисли за твојата кариера. Порано многу ги хејта ваквите видеевца, уште пред TikTok нели да постои, кај што вози некој кола и го снима патот напред со песна. Ги хејтав за тоа што сметав дека тој што ги прави е премногу неодговорен шофер, додека ја не станав многу добар шофер. Испатив дека it's not a big deal, а особено за тоа што добро, валјда ова не е автоматика, па особено ако имаш автоматик кола, стварно мислам дека не ти се потребни две раце за сите таскови у кола да ги правиш. Лошата ствар е што сепак може телефонот да те дистрактне од вожња ако си пијан, така да немојте да пиете. Или едноставно не возите пијани. У принцип, кола ти е многу почесто потребна него ли алкохол. Точно. Така да можеш само да не пиеш и да си продолжиш да си возиш секаде. Ева пак Бранка со дечкој. Ки ја побара, уште ја прати песна уште пред да искочи за да ги ставиме у спотот, пошто испоштува многу за во карантин со тебе као факинг они смислија денсевате. 3, 2, 1. Почни. Дали нешто почна? Доги. Cozy vibe. Like it. Па не е само тоа. А ова трае. Ова трае. Океј, ајде да ја слушаме еднаш песна. Со Анастасија у позадина. Као си вајба. Език не сум стаен на изи и имам својата жина. Ја кревам прашина, шивам ти терашинат. Леле, колко е сладко детево. Гучи мајица носи. Оу, шит! Дојди. Прати. Damn! Со транзиции, со се, пропер TikTok. Дечко! Еве ти лайк. Браво! Тем! Ке речев у школа, ама не идат у школа, деца. У школа сите сакаат да ти го пушат. Ево го пак ова со 3-2-1, чекај, дали... Те молам кажи ми дека не се десило, дека ова не е некој тренд. Со 3-2... Не е овој типот што јадеше гомна за порничи? Така тоа е? Не знам, може не е тој да не си грешам душа, али дефинитивно ми е познат дечко, го имам негде видено на For You page, на нешто. Нема везе, don't get me wrong, го почитувам секој што ме почитува мене. Толку сум едноставен човек. И јас имам такви пижами со капулјача. Гледаш зашто? Че имате, их тегајте в ком, че немате, што е, кој е овој јазик? Што е ова словенски нешто? Живи се не разбирам. Знаеш зашо многу ми се свига TikTok? Што курте боли што снимаш. Најбитниот тренд што TikTok го постави во светов е што не е срамота да објавуваш ништо што снимаш. Као сите си имаме видеа пеар што сме се снимале онака најрандом, као еј ке си се снимнам. Само што целата разлика е од тоа што тие не си ги објавувал до сега, а TikTok направи некои стандарди да те боли кур што објавуваш. Си комуницираш онака со остатокот од светот, затоа си поштам многу TikTok. Ако немате наполнето 18 години. Имаме. Не се прави прва прилика, не сум ти битен. Допри до мене, коментирај ми солид, еј. Предизвици не прифакам, не си ми плавки. Нека млаки, нека горат бакли. Извини ако сакаш факбол.
Ако немате наполнето 18 години. Не истиот од судијата. Изгледа истиот. Не, ама го нема вајда тој направено видеото, туку е ова некој као мим пејдж што прави мимови, комбинира ствари, вајда има земено негов TikTok и ова од моето видео кај што реагирам на тиктоци на во карантин со тебе. И демек. Товар си Дики Дрей Фас. Живи се ти се јаки ствари, бе. Ова е легендарно. Ова е легендарно. Линче. Да, многу ми е срцка девојчева, бе. Кул. Да не претерам, ама барем за нејзина генерација дефинитивно ти е најбољи танчерка у Македонија. Ше еден денс. Сосегам перко ко судија на X Factor и да оценувам денсови. Мене ми се свиѓа све. Ако некој се разбира од TikTok денсови, слободно еве нека оценува да ти имам коментари со оцени од 1 до не знам ни како се оценуваат денсови, мислам ако вие знаете, ќе оценувате. Белево и со девојче од преска. Свешка, менјаш аутфит. Може да повеќе на судиите одлуката ќе влие аутфитот? Ова е некој тиктокер. Добро, те молам, дај кој е детево? Не е ли ова истиот тој? Па е, не знам кој е. Тоа е истиот со Тоа е. педерските мимови што ги имаат правено. Да. Кој е дечко, многу интересира, дај ве молам. Македонец. Може и не е македонец, управа си. Ве молам, пишете ми у коментари, јас стварно не знам, очигледно е некој популарен тиктокер, како е можно да не знам. Стеки најачи, стеки се вика вајда, не знам. Зашо не го знам? Пошто не гледам, не отвараме TikTok, од кај да го знае? Сега ми е криво што не отварам TikTok да ти имам. Сигурно има некоја фора што не ја разбирам. Му падна тегот. Могуче е да заглавив. Ве молам, кажете ми кој е Стеки. Апарентли е некој TikTok факбој и заради тоа го гледам волку често тиктоците, али стварно ме интересира да дознам кој е детево и зашто толку го релетнуваат со мојата песна. Да не е факбој. Најверојатно. Има став на факбој. И има не, види. Да бидеме реални. Факбој. Што гледам дека има стварно многу кул тиктоци на песнави, дека може да се направат и кул денсови, и кул липсинкови, и кул мимови. Дефинитивно ќе правам парт 2, така да ако сакате умеѓу време снимајте, ако ми искочи вашето видео и ако ми е интересно ќе ве ставам видео да ти не знам што друго можам да ви понудам. Пошто последниот пат кога кажав дека ако не ставиш лайк, ти си гнида. Сега ќе бидеш вошка. Да бе, вошка, не е толку нешто, дај нешто потака. Нешто тврд збор. Ако не ставиш лайк на видео, ти си копито. И ако не ставиш лайк, нема да има парт 2. Не, озбилно. Озбилно, кој тебе? Ако не ставиш лайк, нема парт 2. Ни Among Us нема да снимам. Ништо нема да снимам. Ни песни нема да снимам. Ако не ставиш лайк. Озбилно те кажа. И исто ако после ова видео не ми ја отвориш песната, пример, да ми ја изслушаш. Или еве претходната реакција на тиктоци, пошто ја спомнав неколку пати. Мислам, имаш кај да продолжиш со занимација. Не види пичка.